Денеска во самата најава ви споменавме дека навистина ќе имаме интересен соговорник со кој што ќе зборуваме за нешто што постојано ни се наметнува во нашето секојдневие. Зборуваме за протокол. И кога ќе се спомне протокол, во се е поврзано, значи протоколот е баш во секојдневието. И протокол со ковидот, и протокол на јавни настани, протокол во училиште, протокол на работа, и протокол за однесување, и протокол за вечера, па и оне интересно по телевизија што го гледаме, протокол во политиката, дипломатијата и така натаму, каде што изминатите години навистина утки се направија, ќе ги прокоментираме, па и протокол кај светските јавни личности, не само политичари, па и кај кралското семејство и така натаму, што се почитува, докаде е дозволено да се прават тие, нели, што јас ги викам утки и пропусти, и што може да се прогледа низ прсти. Имам вистински човек за сите овие прашања, верувам доволно време денеска да одговориме во утринската. Добро утро за Лукреција Мајковик Атанасовска, основач и директор на Агенцијата за протокол или едноставно експерт за протокол. Добро, благодарам. Па зашто да не? Кога веќе сите се експерти со ништо, вие барем сте експерт. Благодарам. И првото прашање што ми се наметнува, дали треба да ве пресирам или не, ова го прашувам и како општо. Во емисии на телевизија, дали треба да се пресираме и кога треба да се персира гостин? Да, треба да се персира, затоа што настапот на телевизија е јавен настап и бидејќи не гледа јавноста, ние се персираме затоа што тоа е првиот чекор во убавото однесување. Инаку персирањето, ако двајца се персираат, го прекинува прв дамата или постариот. Тоа значи, бидејќи јас сум овде жена, мислам дека сум постара од вас, тогаш ако јас ви дадам дозвола да не се персираме, можеме слободно да поминеме на ти. Тогаш кога ќе се даде еднаш дозволата да не се персираме, тогаш и двете страни треба да преминат на ти. Сега ќе се персирам или не? Како сакате ви? Па јас за поприродно, некако би преминал на ти. Нема проблем. Добро. Го промени ли пандемијата протоколот и кои се најголемите катастрофи, да ги наречеме грешки на јавните личности и институциите, од прилика некако така ќе го конципираме денешниот разговор, но ќе почнам со прашањето што е потребно за да се стане експерт за протокол. Прво, протоколот е, да кажам, служба која што ја учите во ООД. Кај нас нема конкретна школа, обично тоа е дел од дипломатските школи, школите за меѓународна политика, меѓународни односи и така натаму, или пак го има само како предмет дипломатски протокол. Меѓутоа, доколку навистина сакате да се остручите во дипломатскиот протокол, тоа е најдобро и преку практика и со посетување на разни школи, специализации и така натаму. Во мојот случај беше едно и друго. Јас прво почнав практично, па потоа ги поминував школите, инаку главната школа која што мене ме лиценцираше беше школата за протокол од Вашингтон, која што важи за една од по-добрите школи, каде што се учи и деловниот и дипломатскиот протокол. Но велам, и кај нас има стручни лица кои што го учат тоа и преку искуство и со посетување на разни школи. Меѓутоа, еве, ако сакате тоа да ви биде главната професија, не можете да го изучувате дипломатскиот протокол посебно, без да изучувате, например, дипломатија или надворешна политика и така. Така. Кога веќе спомнавме изучување и ве представи како основач и директор на Академијата за протокол, школа како таква постои во Македонија. Па да, јас се обучувам, меѓутоа тоа се пак, да речам, тоа е пак образование кое што е еден вид на полирање на вештините што луѓето веќе ги има. Така што се предпоставува дека имате некакво искуство. Самата школа е сертифицирана од Вашингтонската школа и ги опфаќа и двете области. И деловниот протокол, кој што во суштина не е баш протокол, меѓутоа пак се правила на однесување и во бизнисот и во дипломатскиот. И да речеме, ако се запишам јас кај вас во школа, по дефолт ќе ги изучувам и деловниот, и манири, и работен протокол, говор и така натаму. Апсолутно. Не можам да одберам одредена... Не можете. Така. Добро. Сметате ли дека за убаво однесување и протокол
треба да се учи и во училиштата, да се воведе како предмет. Еве, можеби не во образованието, ајде да речеме толку, обавезен курс, да речеме, од кога ќе завршат учениците со образованието и пред да се впуштаат во барање на работа и во нивниот живот понатамошен, како да речеме возрастни личности. Вака, прво морам да ви разграничам две работи. Значи, протоколот се правила на однесување во една сфера, Така. најчесто во политиката и во дипломатијата. Тоа е систем на куртоазија кој што го имате само во тие кругови. Добро. Во бизнисот постои нешто што е правила на однесување, се нарекува протокол, но кога ќе чуете протокол, ете да речем правила за политичарите и за дипломатите. Ја секогаш некако сме во политиката едноставно асоцирани. да објаснам за гледачите. Так. Кога зборуваме за бон тон, тоа е сосема нешто друго. Тоа е убавото однесување што го учиме додека растеме со воспитувањето и така натаму. Тоа е она што им треба на децата. Протоколот, ако сакаат да се занимаваат, ќе се занимаваат. Меѓутоа, мора Јас тоа го вметав се извинам како манири, нели? Е, токму тоа. Значи, тие манири, тој бон тон, тоа убаво однесување, тоа е она што мора да се учи и да се применува дома. Значи, училиштето има една улога, меѓутоа има улога и родителите и семејството и така натаму. Но, ќе се сложите со мене дека во ова брзо време денеска Апсолутно. малку се запоставуваат убавото Малку однесување, е благ семејствата збор, некако се дисфункционални што заради обврски, не може да се соберат, па нели да се научи детето од најмала возраст како треба да држи лажица, вилушка, како се руча, како нели да тргнеме од таму па и натаму со сите така, тие. и однесувањето кон постарите и кон другарчињата и кон семејството и кон наставничката и така натаму. Имате право, да. Се занемарија тие правила, средината е таква каква што е. Да. Се влијае на децата и тој воспитниот елемент во образованието малку го турнавме настрана. Так. И тоа е она што мора да го надоместиме на некаков начин. Добро, кажете ми да се навратиме кај политичариве повторно. Не може без Во нив. тој контекст, нели? Колку короната го промени протоколот, ајде прво општо, а после и кај нели политичарите, затоа што па постојано некако сите следиме информативни изданија, вести и ги гледаме со маски, гледаме сега поздравување со лакти. Так. И нели сите тие пропратни работи кои што мора да ги прават што заради заштита, што заради пандемијата. Многу промени, најмногу во тоа што го кажа, нели тргнавме на ти, во поздравувањето. Значи јас дури сега кога предавам ракување и видови на ракување, нели, кога Додававте и лакт. Да, кога ракавица, кога лакт, кога рамо, сега тоа се падна во вода. Так. Не знам дали ќе се врати стариот начин на поздравување, бидејќи кога се ракувате со некого, веднаш ви се намалува и растојанието физичко што го имате со тој човек. Мора да се приближите за да се стиснете рака. Сега пандемијата промени, нели, таа дистанца, одржување на растојание. Не знам дали некогаш ќе се врати стариот начин, затоа што мислам дека ни се вгради таа предпазливост и тој страв. Гледате како се седнати на настани, на конференции, тоа е едно растојание од 2-3 метра. Но овој контекст пандемијата негативно влијае, затоа што срдечноста не може да се постигне со лакт. Па не може да се постигне со може, далечина. да. Значи поздравувањето не е исто и треба да знаете како ќе се поздрави другата страна. Некогаш тргате со лакт, тој трга со тупаница, па имаме смешни ситуации, нели, па постојано се случува тоа, да. Така што сега протоколот, службите за протокол треба и тој елемент да го предвидат на кој начин двајца ќе се поздрават, а тоа да не изгледа смешно. Па се вратија некои изумрени начини на, да речем, на поздравување со поклонување, со ставање рака на срце и така натаму, само за да се избегне контактот. Со оглед на тоа дека долги години сте во нели протоколот и со вашата академија, има ли Македонија, да речеме, добри протоколджи? Има. Од кај вас верувам дека излегува многу ученици, но па многу некако скандали од типот, ај пак повторно нели во политикава, но јавно нели оние кои што ги имавме можност да ги видиме изминативе години се случуваат и викаш, па добро во Македонија има ли некој што се занимава со протокол професионално? Вака да ви кажам, има.
Апсолутно има луѓе кои што си ја работат со години, кои што си се навлезени во процесот и така натаму. Проблемот кај нас е што при доаѓање на јавна функција многу често, не секогаш, многу често, нашите политичари моментот кога ќе ја преземат функцијата, еве сега тоа ќе го имаме на пример со градоначалниците, прават своји тимови во кои не секогаш ги ставаат стручните лица. Обично се тоа, нема да кажувам јавни тајни, нели, луѓе кои што се блиски во партијата, пријатели, некогаш дури и роднини, некој кој што било околу вас. Ајде, ти протокол... Мислите дека се занемарува таа професија како професија? Значи, посто, зашто да ставиме човек за... Значи, за да работите протокол, вие сте тој што сте одговорен за имиджот, изгледот, однесувањето на вашиот предпоставен. Так. Не треба ниту нашиот председател, ниту нашиот премиер, ниту било кој од политичарите да е стручен во протокол. Службата треба да е стручна и да направи се грешки да не се случуваат. Правилото наше во протоколскиот свет е дека треба да направам се шефот да изгледа супер. Тоа значи, тоа е, дали јас ќе држам чадор, дали ќе почнам да метам килим или ќе носам кути, тоа е моје за да мојот шеф не се обрука. И за да го обезбедите тоа, треба да имате луѓе, не само за протокол, луѓе кои што ќе ве советуваат и за јавен настап и за интервју. Не можете да се обкружите со, да кажам, луѓе кои што ви се пријатели, ама не се обучени. Тоа е проблемот и затоа се случуваат тие грешки. Понатаму, ние имаме служби, како што е службата за протокол во МНР, врвна служба која што си работи работата и сето тоа. Меѓутоа, координацијата меѓу службите не функционира секогаш затоа што секој од нашите институции и председателот и собранието и премиерот имаат своји тимови. Засебно, да. Да, и многу е важно кога настапуваат сите на еден настан да има некаква хармонија во активностите. Да не спомнувам дека некогаш тука го имате и воениот протокол, имате гарди, имате оркестри, нели, сето тоа. И само тоа е проблемот. Како да се направи координација меѓу службите, како тие луѓе да не се менуваат со секоја промена на власта, затоа што се тоа професионалци, стручњаци, тие, значи, мене не ми треба партиска книжка за јас да знам водата како да ја наместам. Ме разбирате, да се обезбеди тој континуитет на тие служби, да се остручуваат, затоа што се учи низ работата, за да направиме една навистина цврста служба. Имаме професионалци, мислам далеко од тоа да не сме. И секоја држава греши, да не мислите дека е само Македонија. Со многу подобри протоколи, да речам и поголеми од нашите. Например, во САД, имате 20 и кусур души кои што работат само во оделот за пакување подароци. Се замислете какви служби се тоа. Имате служба која што ќе размислува во која боја да му биде костимот денеска на председателот и на семејството за сликата да изгледа хармонично и така натаму. Ние тие луксузи ги немаме. Ние имаме мали тимови кои треба да мислат на се и треба да се инвестира во тие луѓе, треба да патуваат, треба да се устручуваат и да не се менуваат. Само на тој начин можеме да ги задржиме. Ќе прокоментираме фотографии за во светото, но уште едно прашање во контекст на... Јас се поднасмеав кога рековте овде сега се внимава само шефот да изгледа добро, ама во контекст не е шефот да изгледа добро протоколарно се, него он само да изгледа добро. Косата да му е добра. Знаете како? И да не е запотен. Првиот виновник за секоја грешка е протоколот и преведувачот. Бидејќи јас ги извршувам и двете работи, и двете професии, секогаш некој ќе ве плесне во порачињата, протоколот е виновен. Дури и кога не е. Затоа ви велам. Подобро е да проверите стопате за се да изгледа супер. Кога е се убаво, никој не ве наградува, кога нешто ќе тргне лошо, секогаш е протоколот грешка. Ето е секаде така. Да. Да, ќе си превземаме вина тоа. Иако не е секогаш наша. Ги спомнавме политичарите, ми се наметнува друго прашање. Нели, ајде, протоколот го спомнавме кој што треба да го има и каков е, дали е стручен и колку е стручен и така натаму, но дали има интерес кај самите политичари, или еве, да не биде се политика и јавните личности, и дали ви се случило да дојдат
по повод некое патување во странство, по повод некоја посебна вечера, гости и така натаму, делегации, да се обратат кај вас за некакви часови, нели, неколку часови, брзи часови, за да тие изгледаат како што треба, да се презентираат како што треба. Да. Тоа што е... И ако може некакви ситуации интересни, јавни личности, без имиња нормално. Да, тој што е свесен дека навлегува во нова сфера, дека сега од еден обичен секојдневен живот, да кажам, влегува во јавна сфера, каде што секој движење, секој појавување ќе биде цел на критика. Така. И тука јавните личности мора да се свесни. Народот ќе ги гледа, ќе ги критикува и тоа е нормална појава. Тие луѓе знаат да се обретат. Некои сакаат подолга обука, некои сакаат пократка обука, некои сакаат нешто сублимирано, некој ќе рече дај тоа малце дипломатскиот или дај ова сега по рестораниве вечери, ручеци, кој прв како. И не само ножот и вилушката, многу правила има, не надверувајте, значи од здравици, кога да се стане, кога да се наздрави, што да се каже, не е само ножот и вилушката, иако и ножот и вилушката, да. Да, така што има. Тој што е мудар политичар, секогаш знае која е важноста на протоколот. Со терористите се преговара, со протоколот не. Така, да. Ми инициирав уште многу прашања, чекам малку илустрација да презентираме и малку да прокоментираме дел од фотографиите, нели, рековме и од кај нас и од светот, и ќе инициираме плюс разговор. Режија, што е подготвено од видеото, можеме да пуштаме, така да јас ќе кажувам кој е за што е, а овде после секој видео ќе прокоментираме. Ова е председателот, бившиот председател Обама, кој што заборавил да го поздрави Маринецот, а потоа несмасно, значи ја поправил својата грешка, а од вас чекам да ми кажете дали тоа правилно го направил или не. Значи тој влезе во хеликоптерот. Така. Ги поздрави внатре, но Маринецот надвор кој што нели требаше да го отпоздрави, предпоставам од брзање и така натаму го заборави, па потоа се врати нели кај него и така малку несмасно нели го поздрави. Да. Смеат ли да се дозволат вака председатели? Па, кога зборуваме за Обама, значи за Обама можеме цела емисија да направиме, затоа што човекот и кога грешеше, го правеше тоа на толку шармантен и симпатичен начин. Овде станува збор нели за онаа процедура која што ја имаат сите шефови на држави, кога имате нели војник, во овој случај Маринецот, кој што поздравува. Обама се качува заборавајки на војникот, меѓутоа не мораше да се симне, но човечноста кај него, учтивоста преовлада, тој се симна и му се извине на Маринецот. Значи, не мораше тоа да го направи, ама ви реков, Обама имаше една топлина која што остана навистина ненадмашена. Се шегувам и во режија се коментираат, а јас се шегувам и на таа сметка. Викам, сигурно пилотите внатре му рекле Обама не го поздрави надвор, симни се. Да, може би внатре има протокол кој знае дека има камери и тој се симна. Сега вака изгледа уште посмешно. Меѓутоа пак ако не се симнеше да го поздрави војникот, па ќе го обвинува за ароганција и така. Во секој случај ќе го обвинуваат. Тоа е јавниот живот. Ајде следно видео да видиме. Ова е новиот председател. Така, Бајданови чека пред врата на денот кога влегува во Белата куќа, па се шегува медиумите дека можеби Доналд Трамп, одејќи си неколку часа и напуштајќи Белата куќа, им заклучил врата. Протоколарна грешка со сигурност, значи Џо и Џил заедно со своето семејство, ова е чинот кога влегува во Белата куќа, нели? Американските медиуми тоа го проследија. Вие можете ваму да си гледате, да, позгодно ќе ви биде. Каде што вратите не им беа на време отворени. Тоа е неусогласеност на протоколот. Значи, некои грешки во протоколот не прават дипломатски инциденти, не се скандалозни и така натаму, но создаваат непријатна ситуација. Ова е една таква ситуација каде што веројатно не е... Еве ова, например, гушкањето е многу непротоколарно. Да. Не сме председател жената. Па, видете, такви изливи толку отворени се непотребни. Се непотребни.
Ама еве отклучил. Доналд ги најдоа клучеви дека ги оставил Доналд Трамп. Да се пошегуваме малку. Ајде сега да се префрлиме на следно видео кое што ќе го прокоментираме, нели околу оние протоколарни грешки. Ова е Меган Маркл. Не, Кейт Мидлтон ставена, добро, но во секој случај во контекст верувам дека ќе имаме и Меган Маркл. Зборуваме за оние грешки кои што таа не, ова е друго. Ова е новинарката фамозна, која што предизвика богами скандал посебно по руските медиуми. И вие ќе ми подобјасните, затоа што вие го имавте проследено тоа на Facebook страната. Да, ова баш го дискутиравме пред некој ден на предавање со луѓето што беа на часот и имавме така малку спротивставени ставови меѓу самите учесници. Овде станува збор за реакција на Путин околу невербалниот говор на новинарката. Гледате, невербалниот говор, говорот на телото, не е баш она што е соодветно. Сега, руските медиуми скокнаа дека ја фаќала косата, ги лижала устните, фустанот е бил прекраток. Од друга страна скокнаа Друженијата за заштита на правата на жените. Рекоа дека е сексистичка забелешката на Путин. Еве, нека видат и гледачите. Мислам дека тука имаше мала несвесна провокација од страна на новинарката. А се работи за позната новинарка, не е туку така ставена новинарка. Видете, гледајте сега, таа го направи целото интервју, ги смислила прашањата. Го има Карши, еден од најмоćните луѓе во светот, и светот се занимаваше со нејзините нозе. Сега, прашањето е, дали се вашите штикли и вашите нозе главното за кое што светот треба да зборува. Тоа значи, кога сакате да обрнете внимание на вашите зборови, на прашањата на интервјуто, тогаш целиот визуелен ваш дел ќе треба да го смирите. Односно, ништо на вас да не одвлекува внимание. Имаше тука мало кокетирање, мора да се признае. Па еви самите кадри го презентираат тоа. Меѓутоа Путин беше професионалец и го кажа тоа што го кажа. Инаку мислењата се поделени за ова видео. Ваш коментар? Апсолутно сметам дека имаше работи кај новинарката, кои што беа несоодветни. Добро, ајде следно видео. А овде сме кај нашите, делот на писите во медиумите, овде ќе ги набројам само делот пропустите кои што многу се, но дел кој што нели ќе ги забележиме, пропуст со погрешното знаме на Австрија заменето со Летонија. Се мештеше црвен тепих за шефот на Пентагон, тој чекаше за да излезе од авионот. Се подпишуваа договори со шишиња со етикети, кое што е недозволило. Се служи ручек месо на вегетаријанец. Символот на Црна Гора наопаку, надолу. Да ги прокоментираме наши воедно. Значи, кога имате протоколарна грешка со знамиња, тоа е многу сериозен гаф. Знамињата на државите се нивен национален символ и многу треба да се внимава и да се отвараат очи. Не само во однос на боите, не само во однос на димензиите, туку и во однос на поставувањето. Нашето знаме, македонското знаме, е симетрично. Тоа значи, како и да го свртите, немате проблем. Меѓутоа, има знамиња, со грбови, со орли, со одредени амблеми, кои што треба да проверите при веење на тоа знаме, дали треба да бидат нагоре, надолу, кон лево, кон десно, кон исток, кон запад. Секое знаме и веење на национално знаме е регулирано со домашниот нивен закон. И тоа што важи кај нас, не мора да важи во другата држава. И тоа треба да се внимава. Значи, со знамињата многу сериозно. Тоа со етикетите и водите исто така е проблематично, значи никогаш не сме кога се служи вода на шишето да има етикета, треба ако веќе е тоа фирма која победила на јавен тендер за потребите на институциите треба да има шишиња без етикети, затоа што е тоа
реклама. Кои уште гафови ми ги спомнавте? И не само тоа, може да се истори водата, документот ќе го потпишува. А не, на потпишување никаква вода. Не, тоа е златно правило. Месо на вегетаријанец. Мислам, тоа не треба да го коментираме. Добро. Но исто така, еве да споменеме еден случај каде што, да речеме, Полска погреши со нашето знаме и се извинува подоцна и така натаму во една посета на нашиот председател Стево Пендаровски, така да не се обвинуваме дека секој само во Македонија се случуваат. Не се обвинуваме, така, затоа ви реков, се случуваат такви грешки. Да, сега го спомнавте она со килимот на метењето, да, пред метењето, Пентагон. Тоа не беше наша грешка. Тука колегите протоколџи во Македонија беа обвинети и критикувани, но тоа не беше грешка. Затоа што требаше тој килим да си донесе. Не, се шегувам. Да, авионот пред да застане, каде вие не знаете авионот каде ќе застане. Авионот кога застанува се почекува некоја минута, 5-10 минути, додека се намести килимот, додека се нареди делегацијата за дочекување, тогаш излегува нивниот протокол и проверува дали е се во ред. Во овој случај не се сеќавам кој беше гостинот, тој излезе веднаш, нашите не беа подготвени, малку. Во оваа информација кој што нам шеф на Пентагон. Да, беше малку трчаница, но тоа не беше наша вина и не сакам да ги обвинуваме колегите кога не се криви нашите, така е. Имаме уште едно видео на малку по-друга тема, предпоставувам дека тоа ќе оди, Значи, она што го подспомнав пред неколку минути за Меган Маркл, која што војводката од кога нели се омажи за принцов, секогаш ја обвинуваат за грешки во протокол, можеби намерни, можеби ненамерни, па сега некако и можеме да судиме дека и дел биле намерни, затоа што нели се отцепија од заедништвото, Кажете ми, колку овие протоколи во кралското семејство се, да речеме, битни за нас како народ кој што врска немаме со кралските семејства, они се уште си тежнеат нели кон почитување на сите тие протоколи. Колку оваа грешка на Меган Маркл толку голема со голи раменици, да речеме на роденденот кај Елизабета. Вака, британскиот кралски протокол мене ми е специјалност, така затоа требаше да оставам повеќе минути. Не сакам многу да навлегувам во детали. Прво, британското кралско семејство е мощно истурено во смисла сите ги следиме. Има и други монархии во Европа за кои поим немаме, ниту кој е крал, ниту кој е кралица, нели, од време на време нешто ќе се појави. Меѓутоа, британското кралско семејство се, што викаат младиве, селебрити, нели? Кај нив правилата се многу строги, традиционални, конзервативни и така натаму треба да се менуваат. Затоа можеме да правиме друг пат муабет. Меѓутоа се такви какви што се. И сега вие кога влегувате во такво семејство, ќе се соочите прво со голем отпор ако се обидете да ги смените. Не знам, вакви мора да бидат хулахопките, такви треба да биде лакот на ноктите, никако не треба нели да се откриваат рамениците, ама Дајана ги открила и така натаму. Така што тој протокол, кралскиот протокол е всушност вистинскиот протокол во вистинска смисла на зборот. Она што Европа го имала пред 19 век, пред Виенскиот конгрес, тоа се тие строги кралски протоколи кои уште држат сила во Британија, полека се менуваат. Меѓутоа, за секоја промена прво имате скандал во весниците, па после таа промена се прифаќа. Господи Лукреција, ви благодарам многу, навистина ми беше интересно. Значи, свртивме повторно на персирање. Ја некако нели протокол и одма се менувам. Ви благодарам многу, навистина беше уживање да се разговара со вас и да не бидете гостин утринава, верувам уживаа и гледачите. По протокол морам да завршам, затоа што ќе ми извинат и моите колеги од Информативна, ако малку им пробивме во вестите во 8:30. Ќе се видиме следна прилика, сами кажавте, имаме уште многу да разговараме.